Значи, да кажем неколку збора за мене да знае целата јавното душа, знаете кој се крие за сите тие настапи на Мадона, кој беше во тие тешки моменти кога на Джастин му беше тешко, самиот за Джастин Тимберлейк кога него му беше тешко и самата Бритни, таа мислам се окерави ради мене, пошто јас му се скарав нејзе и бев убав, таа сакаше да ме фати за тешко, но не можеше така бе, значи со Билјана Секуловска ја се тренирав и трениравме заедно за таа да се пробиено во вакво ниво што е сега и во Брисел. Значи јас сум експерт кој сведочи за сите тие дела на Дејан Миличевиќ, на сите тие познати фаци од естрадата и од јавниот живот, значи. Јас се викам Алекс Вулф и ќе ве водамнизувам малечко, така да не речам, документарно програмче за Dreamcast Production. Нема што да се мисли за Dreamcast продукција, таа е едноставно Dreamcast продукција. Dreams, значи на англиски соништа, значи таа е соништа продукција од соништата во буквален превод, или како што ќе кажеме на латински Dreamcast, што значи продукција со еден збор. Значи самото име продукција се содржи во самото име продукција, да не речем. Членовите на продукцијата, за сега брои 3 члена бројта Dreamcast Production, Никола Тргавчевски, Николче, Александар и Мартин. Значи тоа се трите членови. Николче, да кажеме, да спомним исто така дека е режисер, Александар камерман Александар, значи, и Мартин кој е, значи, сценограф, значи тој меси сцени. Значи, така, да. Да, како монтажер и режисер, значи, вие добро го познавате тој Николче Тргачевски во сите тие, значи, што има монтирано, значи, работи, што има монтирано, тука нема слика, не можам да се седам на неговата фаца, а да ми така е натркалезна глава, со ни така протези, едно така празулче, значи, тој убаво монтира. Сега се камерманот, еден добар камерман, еден изврсен, еден извънреден камерман кој што кога снима неговите расе не се тресат, тој не испушта шумови, значи не се смее, не се клешти, никако тој така, значи го држи камерата како да држи нешто слично на камера. Значи сценографот и сценаристот Мартин, тој значи пишува многу добри сценарија, тој твори со неговиот ум и со неговите раце, тој прави ремек дела, кои тие ремек дела заедно сите тројца членови од Dreamcast Production ги преточуваат во спотови, во скечови и во разни други разноврсни и изврсни работа. Па овој диџеј Ерикс Фокс, па овој диџеј од другиот што му снима во Скопје, сето тоа, сета таа Александра Паскова, што таа песната, со таа што беше како нилски коњен на спото. Па сите тие, значи овие што се сега новите, Оникс, Феникс, сите тие се такви уметници. Значи за крај препорачувам сета таа нивна работа, нивните дела да се зголемат од година во година, да станат славни, им пожелувам како што ги пробив Тимбаленд, како продуцент, како што пробив Мадона да се истакне на сцената, како што ги пробив сите други рапери, Тони Зен, тој не беше Тони Зен, тој беше обично Гојдо, едно такво Гојдо што јас го пробив и сега мислам дека Dreamcast Production, повторувам, може да успее и сакам да успее. Цела Македонија сака да успее Dreamcast Production. Им благодарам на Dreamcast Production што ќе го земат моето мислење, мојот став и мојата критика и дека ќе ми испочитуваат и ќе ми го послушаат советот за понатаму да продолжат така цврсто, со волја и напред да продолжат и да си работат како што треба, како една продукција. Ви благодарам уште еднаш и посетете мојата канцеларија друг пат за наредни критики. Фала. И само да спомнам пред камерата, нека не ми се понаша Бритни Спирс, зашто ќе покупам едноставно. Извинете, ми избувнуват емоциите, фала уште еднаш и чао. Ижва да ќе почнем. Да. Може. Making the video. Акција! Кога да го фатиш Dreamcast? Може? Making the video. Акција!
Значи Николче ти едно такво суштество, едно гнасно, да не речем, но гнасно, убава самисла на зборот, значи тој е хит. Пардон, значи, се снима, да. Убави сцени, застани, одма во сечене глупости. Баба Спаса, поздрав, да не те да регистрира камерата.